Скопската зоолошка градина од минатиот месец има нови жители. За прв пат во историјата на нејзиното постоење, ќе имате можност во живо да видите бели лавови. Прва пристигна грациозната германска лавица Бела. Тина Мицковска, портпарол на зоолошката, срдечно не пречека и не однесе кај Бела. Ја прашавме како се навикнува на новиот дом. Се навикна, да, мислам дека ужива во големиот простор, плюс секој утро најинтересна анимација за анимација е тоа што ги гледа главите како си играат, па и тоа постојано, значи потекот на целиот ден ја анимира. Ева сега ја пристигна и чака, така да мислам дека кога ги споиме заедно ќе биде уште побава. Во која возраст е, може ли да ли го откриеш? Па околу 6,5 години, 2013 е родена. Малку е постара од Чака е 2017. Да, тоа е модерно, нормално, да. И се од видот бели лавови. Чија беше идејата да се донесат во Скопје? Па на директорот Ѓорги Галетановски, кој одамна изрази желба дека сака да има овде бели лавови, мислам дека тоа е еден вид на продолжување на видот, затоа што се навистина доста ретки во природа, веќе речиси да ги нема, мислам дека се околу 13 единки останати, што е навистина ужасна бројка, а повеќе ги има во зоолошките и во прифатилиште шелтери, каде што се прави нивно размножување и за понатама се зачува овој вид, бидејќи не да е Боже за 20 години може да го гледам исто како диносаурусите, само на слики. Чака е сега се уште се адаптира на просторот и потоа ќе се споја, тоа значи дека целта ќе биде и тие да можат да размножуваат овде? Па се надевам, да, сепак овој вид е доста убав, редок, бели лавови се, тоа не е еден вид на албино, туку е некоја мутација на бојата на кожата на лавовите, ги има само во Јужна Африка, во тие предели, но за жал нели луѓето со ловење на трофеи, со уништување на природните живеалишта придонесаа веќе да ги снема речиси целосно. Според една стара легенда, белиот лав бил заштитник на африканските племиња. Тој ги заштитувал од болести. Во Африка белите лавови и денес се сметаат за свети животни. Се верува дека сите додека постојат белите лавови на земјата, ќе нема место во срцата на луѓето за болка и очај. Покрај пигментацијата, Мицковска ни откри која е разликата помеѓу обичниот и белиот лав. Кога што имам читано, доста потешко се размножуваат од обичните лавови, но во врска со чувањето е се исто. Секое животно кое што е во заробеништво доаѓа од дивина, бара посебна нега, голема нега, значи не е баш исто кога да чуваш мачи и куче, да малку условите се поразлични. Така да мислам дека имаме одлични дечки кои што дека ќе се грижат за нив и се грижат веќе. Веќе Чака се привикна, иако е само 2 дена тука, веќе се привикна на едниот зооневател, премногу се приврза за само 2 дена, така да мислам дека имаме добар тим, кој што навистина ќе им напред се чувствуваат убаво така. Вработените во зоолошката ни објаснија дека храна им оставаат 2 пати неделно во зима, а 3 пати во неделата во лето. Ги хранат со свежо јунешко месо. Прочитав дека се доста скапи, сега не знам јас како да цените со дивите животни набавувањето, $138,000 дека чинат толку ли чинат? Па не би знаела и не би ни сакала да знам искрено, бидејќи нашата цел на зоолошката не е продажба. Зоолошките си прават размена на животни. Порано можеби зоолошката повеќе служела за едукација и за забава, но во денешно време зоолошките сменија својата улога. Највеќе служиме за зачувување на видовите и за едукација на најмалите, особено за љубовта кон животните. Можеби да, тие лавови да се скапи, но се надевам дека никој нема да ги купува, бидејќи навистина не се чуваат како домашни милени. Овие бели лавови живеат исклучиво во Јужна Африка, но ги има и низ светските зоолошки градини. Најблиску до нас има во Белградската зоолошка градина. Има во Белград, и тоа во Белград мислам дека преку 20 години ги имаат како заштитен знак дури белите лавови. Па дури Жика мислам дека има дел од бела лоза. Значи не е баш целосно бел, мислам другиот лав кој што не е, но има некои предци кои што биле бели лавови. Така да од Белград потекнува тоа на Балкан да се чуваат белите лавови. А другите 300 се сите, како што кажав, низ зоолошки во светот и се направени 300 токму со размножување и зачувување на видот. Зоолошката градина има значајна улога во едукативно-воспитниот, културниот и рекреативниот живот, не само на градот, туку и пошироко, и една од најпосетуваните институции во нашата земја. Летниот период тука знае да биде врволица, но како е во зимските денови? Да речеме, пример за 2019, посетеноста беше скокната за 300%. Мислам дека тоа најмногу се должи на доближување на животните кон луѓето, веќе ги знаат и по име, кој како се вика. И за дечињата е нормално најинтересно да дојдат да ги посетат тие животни, бидејќи веќе ги доживуваат како другари кои што треба да ги гледаат барем еднаш неделно.
А инаку зимава да доста бевме изненадани бидејќи од 1 јануари, прв ден во годината, зоолошката беше преполна, па и на вакво време воопшто не ги спречува луѓето да дојдат во зоолошка. Благодарение на тебе ќе речам, со тие твои интересни објави кои што ги објавуваш, на вистина е размрда зоолошката градина. Многу ме интересира како успеваш да ги доловиш сите тие фотографии од животинчињата, толку интересни моменти. А тоа е се случајно како или тие постојано прават такви интересни моменти? Па добро, овде навистина работат луѓе кои што ги сакаат животните и сите сме една добра екипа. Мислам дека тие се стално да го кажам, тие се моите херои, колку и да звучи тоа така некако. Секогаш ги сликаат животните, не можам јас секогаш нели да постигнам на сите страни. Тој за неговата толку што го чува тоа животно, знае да ми испрати во моментот некоја интересна фотка и мислам дека добра работа е што навистина луѓето можат да го видат тоа секојдневно, видеа, слики, така да ќе продолжиме понатаму со тоа темпо. Кога сме ка понатаму уште за крај, што е она што се целите идеите за блиска иднина, за годинава која што следува, имате ли нешто да ни најавите атрактивно, интересно и ново? Па има како никогаш до сега, еве се прави фламинго живеалиште, се прави живеалиште за пингвини. Фламингата би требало да пристигнат до крајот на месец февруари, а потоа ќе пристигнат и пингвините некаде март-април. Тука близу позади нас е и Динопаркот, кој што е така има над 40 фигури на диносауруси во природна големина. За најмладите правиме и авантура парк, каде што освен нели почетка во зоолошка ќе можат да ги покажете своите спортски вештини. Така да мислам дека многу новитети ќе имаме, да ќе ги заборев и двогрбите камили, кои што исто ќе се најдат во наша близина. Исто, претходно сме имале камили, меѓутоа долги години нема, така да, ето, и тоа ќе биде. Денес градината е лоцирана на површина од 13 хектари и располага со колекција од 495 животни од 96 видови. Скопската зоолошка градина е отворена во 1926 година. Работи секој ден од 9 до 18 часот.